Натали Портман и францускиот музичар Танги Дестабл го очекуваат своето прво дете, а актерката ја откри добрата вест во интервју за Harper's Bazaar. Во интервјуто за списанието Harper's Bazaar, актерката Натали Портман се осврна и на многу теми поврзани со нејзиниот професионален и приватен живот, а во таа прилика таа откри дека е бремена. Имено Натали и францускиот музичар Танги Дестабл ја започнаа својата врска минатата година откако нејзиниот прв брак се распадна по 13 години, а сега го очекуваат и своето прво дете. На почетокот од своето интервју за горе споменатото списание, актерката нагласи дека е многу благодарна за можноста да забремени на 45 години. Како што вели, таа е свесна дека повеќето парови се соочуваат со проблеми со зачнување и дека има среќа што на оваа возраст може да го прошири своето семејство. Македонската музичка сцена доби нов хит, кој за кратко време стана вистинска сензација. Младата поп-звезда Антонија Гиговска и фолк-легендата Благица Павловска ја објавија заедничката песна «Чукај, чукај», која веќе ги освојува слушателите низ регионот. Станува збор за модерна преработка на култниот хит од 90-тите години, во која се спојуваат поп и фолк елементи, создавајќи свеж звук што веднаш влезе во умот публиката. Песната премиерно беше објавена на YouTube, а реакциите не изостанаа. Социјалните медиуми се преплавени со позитивни коментари и споделувања. Дополнителен шмек на проектот му дава и учеството на Роберт Спасенцовски, Джокер, кој има свој дел во песната, правејќи ја уште поатрактивна за помладата публика. Скопје блесна во знакот на Виенскиот бал 2026 од убавиот Син Дунав до валцери на Вардар. Традиционално и годинава видовме одлични модни комбинации. Кај мажите посебен детаљ беа секако вратоврската елекот и врската пеперутка, а имаше и такви господа кои елегантноста ја дополнија со модерни бели машки шапки. Кај дамите пак доминираа тоалетите со атрактивни модни тонови или беа со впечатлив дизајн, соодветно комбинирани со болеро наметка, мала чанта и секако обувки со високи подпетици. Викендов во македонската метропола заврши уште еден светски познат виенски бал, овој пат 25-то издание поред. Традиционално под покровителство на амбасадата на Република Австрија во Македонија, градот Виена, Министерството за култура на Македонија, а во организација на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус. Виенскиот бал во Скопје, чиј директор е Оливер Арсовски во соработка со амбасадата на Австрија во Македонија, и годинава ја потврди цврсто македонско-австриската соработка на полето на културата и уметноста, донесувајќи ја магијата на музиката, танцот и гламурот, и тоа во служба на хуманоста. Звуците на тешкото од Глигор Смокварски одекнаа во прекрасната Бетовен хале во Бон. Под диригентската палка на Десар Сулеймани, македонските уметници ја освоија германската публика. Со оваа програма патуваме низ повеќе земји, како од Западен Балкан, така и по низ европски културни центри, за низ музиката, низ програмата и настапот, да придонесеме за соработка и разбирање меѓу народите. Ова е прв настап во Бетовен хале во 80 годишната историја на Македонската филхармонија. Сулеймани вели дека ваквите концерти се исклучително важни за културно поврзување на државите. Треба повеќе да се слушаме еден со друг. Мора да разбереме какви се другите, какво е нивното потекло и тогаш ќе можеме заеднички да градиме иднина и да соработуваме, вели Сулеймани.